Почитувани, владата, предводена од СДСМ, во време на светска економска и енергетска криза, во време на ограничени производи на светски пазари, презема мерки за унапредување на земјоделството и зголемување на домашно земјоделско производство. Дополнителни 3769 хектари државно земјоделско земјиште преку два јавни огласи се ставаат на располагање на нашите земјоделци. Земјоделците можат да добијат државно земјиште под наем до 70 години за одгледување на земјоделски култури, за сточна храна, за подигнување на долгогодишни насади, како лозија, овоштарници и оранжерии, поставување на пчелни семејства или рибници. Голем и досега рекорден интерес со 235 апликации кај земјоделците предизвика и јавниот оглас кој беше распишан во месец март, каде на располагање беа ставени дополнителни 5722 хектари земјоделско земјиште, до 3 хектари за обработка на житни култури, распоредени во 14 региони низ државата. Владата, предводена од СДСМ, и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство обезбедија нови 2,7 милијарди денари, кои ќе бидат наменети за исплата на субвенциите на земјоделците. Во услови на економска криза, како никогаш досега, се исплаќаат за останатите обврски од претходните години. Преку интервентниот фонд обезбедуваме субвенции за вештачки ѓубрива, за одгледување на пченица, пченка, сончоглед и јачмен. Со ребаланс на буџетот обезбедени се нови 500 милиони денари во интервентниот фонд, кои ќе бидат наменети за нови мерки кои ќе треба да им помогнат на земјоделците да ги надминат пазарните шокови со цел да произведат повеќе храна. Сето ова, почитувани, на дело ја покажува нашата вистинска грижа за земјоделците. Продолжуваме да инвестираме во земјоделството како клучна гранка на нашето стопанство. Благодарам.